На гала свеченост во Музеот на Американската филмска академија меѓу важните имиња од Холивуд се појави и Ким Кардашијан во бизерен аутфит, долг фустан со многу тесен корсет и маска која целосно и го крие лицето. Викендов се одржа гала свеченост во Музеот на Американската филмска академија во Лос Анџелес. Музеот е отворен од 2021 година, а свеченоста беше организирана со цел да се соберат пари за институцијата. Очекувано на настанот присуствуваа некои од најголемите имиња во Холивуд, како Деми Мур, Пенелопе Круз и Ева Лонгорија, но имаше и други јавни личности. Меѓу присутните беше и Ким Кардашијан, која се соочи со пофалби, но многу повеќе со критики за бизарниот аутфит. 44-годишната реалити звезда се појави во долг елегантен фустан со корсет во комбинација со раскошен гердан. Но целиот стајлинг го комплетирала со бизарна маска која и го криеше лицето. Но токму овој детаљ најде на критики. Некои сметаат дека аутфитот на Ким е уникатен, но други ја исмејуваат, па дури и се шегуваат дека ги крие раните од плазената пластична операција. Некои се шегуваат и за корсетот на фустанот кој делува претесно. Познатиот рапер Еминем е во врска со својата фризерка Катрина Малота, објавуваат странските медиуми. Интересно е што двајцата се по потекло од Мичиген, а Катрина е во неговиот тим долго време, додека со познати личности соработува околу 15 години. Покрај Еминем таа соработувала и со Snoop Dogg, но и со 50 Cent. Познатиот рапер се уште воодушевува со својот изглед и во 60-та деценија, а неодамна беше објавено дека ќе добие второ внуче, верувале или не. Оваа вест дојде како бомба, бидејќи би значило дека раперот е во јавна врска за прв пат по разводот од Кимберли Скот, со која беше уште од средно училиште. Кимберли и Еминем останаа синоним за бурен љубовен живот, па дури и се венчаат два пати. Првиот пат во 99 година, а потоа во 2006 година, но не траеше долго. За време на врската полна со страст, расправи и помирување, тие добија ќерка, а Еминем никогаш не ја покажа својата нова партнерка јавно по разводот. Останува да се види дали сето тоа се само озборувања или раперот конечно ја пронашол среќата во љубовта. Сара Мејс, родена како Сара Костадиновска на 20 октомври 1990 година во Скопје, е македонска поп пејачка, харфистка и кант автор. Таа е позната по својот уникатен музички стил кој комбинира поп, етно и класични елементи, како и по својата харизматична сценска присутност. Сара Мејс го започнала своето музичко образование на рана возраст. По завршувањето на основното образование се запишала во средното музичко училиште во Скопје. Потоа продолжила со студии во Нью Бургаријан универзитет, каде што дополнително го усовршила своето мајсторство на харфа. Како харфистка имала ангажман во Македонската опера и балет, каде што настапувала како професионална харфистка. Сара Мејс започнала да настапува на млади години, а нејзиниот талент брзо бил препознаен од публиката и критиката. Таа е позната по своите уникатни аранжмани и способноста да ги спои различните музички жанрови. Еден од најзначајните моменти во нејзината кариера било учеството во онлайн концертот по повод Светскиот ден на харфата, каде што настапила заедно со некои од најдобрите харфисти во светот. За овој настап Сара компонирала дело инспирирано од македонската народна песна "Се посврши Сербес Донка", која го нарекла Донка of Macedоnia. Од 23 до 25 октомври 2025 година во Домот на културата Ацо Шопов во Штип ќе се одржи јубилејното 40-то издание на фестивалот Маквест, најпознатиот фестивал на забавни мелодии во Македонија. Ова издание ќе биде вистински празник на македонската музика со 3 вечери исполнети со емоции, носталгија и нови звуци.
Првата вечер е посветена на дебитантите, каде ќе настапат 13 нови изведувачи кои ќе се представат со оригинални композиции. Втората вечер ќе донесе 14 афирмирани музичари и автори со свои нови песни, додека третата вечер ќе биде ретроспектива на најголемите хитови од минатите децении на Макфест, изведени во ново современо аранжманско руво. За јубилејот фестивалот ќе биде придружен од жив оркестар од 20 музичари, што ќе збогати атмосферата и ќе го врати препознатливиот шарм на старите фестивалски изведби. Наместо класичен надпревар со победници, оваа година ќе се избира најслушаната песна, што го става акцентот на публиката и нејзиниот вкус.